24 анализа, добро вечер и добре дојдевте. Локални избори во сенка на потресите во владата на Христијан Мицковски со Арбен Таравари. Колку локалната власт ќе биде во сенка на евентуални предвремени парламентарни избори доколку се случи поголем потрес во владата. Колку локалната власт ја научи лекцијата по катастрофата во импровизираната дискотека на смртта Пулс во Кочани, закон за локална самоуправа, дали со одредбата за отповикување на градоначалник конечно се наоѓа решение по дебаклот во градот Скопје со Данила Арсовска. Се надзирали крајот меѓу битката меѓу Орце Георгиевски и Златко Перински за кандидат за градоначалник на Скопје во ВМРО ДПМН, кој ќе добие довербата на Венко Филипче во Струмица, дали потресот во Вреди ќе се излее во Чаир. Јас сум Душица Мрѓа, а на сите овие теми и дилеми вечерва ќе дебатираме во 24 анализа. Мои вечерашни гости Орце Георгиевски, градоначалник на Кисела Вода, председател на ЗЕЛС од ВМРО ДПМН. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на вашата покана и поздрав до вашите гледачи. Благодарам што прифативте. Костадин Костадинов, градоначалник на Струмица од СДСМ. Добро вечер, добро дојдовте. Добро вечер, благодарам на поканата, поздрав до гледачите. Благодарам што прифативте. Висер Ганију, Демократско движење, дел од коалицијата Вреди, градоначалник на Чаир. Добро вечер и добро дојдовте. Добро вечер, добро ве најдов. Јас колку и да сакав и беше оваа дебата замислена да зборуваме за локалните избори, за сето она што се случуваше и во законот за локална самоуправа, утре е веќе во собрание, имаше вонредни инспекции, општините беа на удар по катастрофата во Кучани. Сепак она што се случува на јавна сцена е и фокусот политичките случувања во владата. Ганију, дали дефинитивно Арбен Таравари не има да биде веќе дел од владеачката коалиција? Ве прашувам апропо средбата на лидерската тројка во Вреди со премиерот Мицковски. Нашите ставови се многу јасни од почеток. Мислам од информациите што исплива дека Арбен Таравари има комуникација и комуницира и се договара со ДУИ и Европскиот фронт. Нормално за нас тоа не беше прифатливо и нашиот став уште од почеток го кажавме, но ако се навраќаме и хронолошки, ако ги гледаме сите настапи и информации што ги споделуваше господинот Таравари, малце се конфузни и треба јавноста сама да ги процени, бидејќи на почеток он кажа дека не прифаќаше дека имал некој контакт со господинот Ахмети, него имаше само канали за комуникација. Покасно испадна во едно интервју дека самиот потврди дека имал телефонски разговор негде над 45 минути и на крај испадна дека имале 3 средби со господинот Ахмети. И ние бевме уверени дека не е така уште од почеток, затоа и нашиот став беше дециден и од формирањето на оваа влада и коалицијава која сме формирале дека ние нема да партиципираме со партија што соработува со ДУИ и мислам дека ДУИ ја значи и последнава карта го потроши, бидејќи ДУИ цело време знаете дека инвестира во расцеп на коалициите и партиите и така што господинот Таравари мислам дека има последна карта што сакат преку Таравари да прават простори да влагат во влада, но мислам дека тоа беше многу јасно прочитана и во тој дел мислам дека највише загубил господинот Таравари. Да сублимирам. За Вреди учеството на Арбен Таравари во владата е завршена работа? Јас мислам дека е завршена и ние сме го кажали неколку пати дека неприфатливо е со нас да бидеме со Арбен Таравари каде што он соработува да биде он дел од владата, а исто така да има соработка со ДУИ, а тоа би значило дека преку Арбен Таравари ДУИ со еднава нога би било во владава. Тоа за нас е неприфатливо. Георгиевски, дали Таравари ќе остане во владата? Следиме периодов различни изјави од господинот Таравари, со кој јас морам да истакнам дека имам одлична соработка.
се познаваме долги години. Имаше и средба со претседателот на владата, на која што средба мислам дека конструктивно се разговараше. Дали ќе излезе или нема да излезе господинот Таравари од владата е и релевантно по однос на стабилното владино мнозинство. Јас сакам да потенцирам дека нашите заложби уште пред парламентарните избори како политичка партија, верувам дека истите и навреди беа да се делегитимира Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ, така да неприфатливо апсолутно во контекст на што го каже и колегата Ганију, соработка со ДУИ, односно сојузи или коалицирање со истите. Мислам дека тука треба похрабро и појасно во јавноста секој да си го искаже својот став, вклучувајќи го и господинот Таравари. Јас повторно ќе споменам на почетокот уште пред изборите и барањето главно на граѓаните беше делегитимирање на власта која што во тој момент партиципираше со државните органи, односно ги водеше државните институции, а тоа е ДУИ Социјалдемократскиот сојуз. Понатаму ќе оставиме времето да видиме што ќе покаже, но генерално повторно е да го сумирам моментот. Не верувам дека нешто би влијаело на владиното мнозинство. Ние имаме црсто владино мнозинство и апсолутно никаква промена нема да направи одредено отстапување на господинот Таравари од тоа мнозинство. Сепак Таравари има 5 пратеника, ви и вака ја кубурите со Бадентер. Така па воопшто ќе го немате. Па добро, се јас не можам да говорам во името на албанскиот блок, албанскиот кампус и пратениците таму. Тоа најдобро си го знаат и господинот Меджити, но и останатите од коалицијата вреди. Дали некој располага со 5 или со 3 пратеници или можеби само со еден пратеник, тоа на крајот може да се дискутира. Могиловите пратениците на Таравари? Јас не сум сигурен кој точно и со кој располага господинот Таравари. Не можам да говорам во негово име или можно негово истапување. Не можам исто така да тврдам кои би останале, а кои би излегле со него. Знаеме ние и во минатото дека имало пратеници кои што порационално размислувале за разлика од тоа што би го одлучил поединецот. Бидовме креативни решенија. Да, не говорам за тоа што значеше промена на името и на Уставот на Република Македонија, говорам за нормално функционирање, демократско функционирање и делување. Ние имаме, односно владата има програма која што се обврзала пред граѓаните, која што треба да реализира, на која што граѓаните чекаат да се реализира таа програма и мислам дека главен фокус на сите, вклучувајќи го и господинот Таравари, треба да не биде реализација на проекти и програми. Граѓаните тоа го заслужуваат, затоа дале поддршка и во тој контекст треба сите да се насочиме кон реализација на што поголем број на проекти. Костадинов, Таравари е интересен и за себе, само ви кажала, денеска гледајќи изјавата на вашиот лидер Винко Филипче, кај што вели дека ќе разговараме со сите политички партии и како беше тоа дека во секоја општина ќе имаме различни коалиции. Во ред тоа е секако Колку го гледате со Таравари? посебна одлука и со посебно овластување на Централниот одбор на Социјалдемократскиот сојуз да претседателот Венко Филипче разговара со потенцијални коалициони партнери. СДСМ од секојаш така и победувал како сојуз на повеќе различни политички партии со една заедничка политичка платформа. Јас овде и до двајцата колеги само ќе поставам на прашање ако заедничката цел била исклучиво делегитимирање на Социјалдемократскиот сојуз, знам дека имаше и ветување дека Македонија ќе биде повторно горда и повторно наша. Овде не мислам само на политичкиот аспект на ветувањето, туку и што со економските политики во државата, што со ликвидноста на буџетот, за кој што знаеме дека требаше 2024 година да имаме 100 милиони евра за општините. Од завршната сметка која што имавме можност да ја видиме во македонскиот парламент при дебатата на пратениците, гледаме дека беше 0 за 2024. Значи 100 милиони евра ветени за општините се еднакви на 0. Во првиот квартал во 2025 имаме реализација на помалку од 3% за капитални инвестиции. За 2025 имаме 250 милиони евра или вкупниот пакет од 317 милиони сум нотирал во информации од медиумите реализирани 2,25%, односно
17 милиони евра поделен во 79 општини. Ке ви одговорат колегите и ке ви дозволам, ама прво вие да одговорите на моето прашање. Колку Арбен Таравари и Али Ахмети се потенцијални коалициски партнери на СДСМ за локалните избори? Одлуката и овластувањето за да ви дадам таков одговор го има исклучиво председателот Венко Филипче и раководството на партијата. Јас се го дозволите само една реченица или неколку реченици. Мислам дека е неприродно да правиме ние споредба за владењето на Социјалдемократскиот сојуз, кој што беше делегитимирано од страна на граѓаните во државата со огромна поддршка за ВМРО ДПМН, кој што ја доби на минатите парламентарни избори и владењето денес. Каква беше состојбата претходно знаеме и токму поради тоа граѓаните, да не се подсетуваме се на илјадници случаеви, илјадници примери од минатото, илјадници нереализирани проекти, обструкциите кои што ги имавме како локална самоуправа и така натаму, селективноста при делењето на средства за проекти од страна на централната власт према локалната власт, неспоредливо е во ниту еден случај. Цело време го говорите. Тоа го слушам и од вашиот председател на политичката партија Венко Филипче. Го говорите моментот дека општините немаат добиено средства за реализација на проекти и апсолутно е неточно тоа. Еве може сите градоначалници новинарот да ги исконтактира и да видиме кои од градоначалниците колку проекти за реализација имаат подпишано. Од првиот лот јас имам 3 проекти кои што ми се во напредна фаза на реализација и како што се завршуваат ситуациите, така и навремено се исплаќаат. Ако целта беше средствата да се алоцираат и да стојат на сметка 10 години, јас не гледам потреба од истото. Ние по завршна ситуација добиваме веднаш во истиот момент средства од владата и нема никаков застој. Што значи дека она што владата го вети се однесува за реалокација на средства, односно средства кои што ќе завршат во општините за реализација на проекти, капитални проекти, тоа апсолутно се реализира насекаде. Еве и новиот лот сега го аплициравме. Првиот лот, колега, беше за 2024 година. Точно. Ако може да ви не, само Висар би те замолил на кратко да го расчистиме моментов, затоа што непријатно е кога се ствара објективно. Јас секогаш во настапите објективно настапувам. Се ствара еден момент, најпрво знаете како беше стварање на еден балон во јавноста дека нема средства и проекти да се подпишуваат со општините. Ете се подпиша договорите, подоцна се бараше начин како да се дискредитира целиот процес, па се отиде кон тоа многу често поставувано прашање да биде фирми немало да има во Република Македонија кои што ќе одговорат на реализација на проектите, па сега се оди кон тезата, ама не се пуштени сите средства, па не се пуштени затоа што проектите не се завршени. Кога ќе се завршат проектите, односно во секоја фаза од реализација на проектот, по завршена ситуација, и вие сте градоначалник, знаете како оди процедурата, не може некој да плати на некого врз основа на тоа што добил на тендер, а да не му е завршен проектот. Значи, по завршена ситуација се вршат исплатите. Колку има степен на реализација на одреден проект, толков и степенот на исплата за истиот. Но тука не станува збор за немање средства или за момент во кој што општините не би добиле средства. Друго ми е прашањето. Јас не сум го измислил наративот дека 100 милиони евра ќе има за општините. Тоа го кажал премиерот Мицковски, председател на ВМРО ДПМН. Добро. Во 2024 општините имаат реализација на ветените 100 милиони евра, нула. Од кои после имаме 250 милиони евра за општините за 2025, новиот лот. Ама повторно даѓаме уште нема одлука. Договор. Евентуално од вториот лот од тие 250 милиони евра општините би подпишале договор кога јуни. Така? Добро. И ќе се започне да се реализира. И ќе се започне. Точно. Ама кога ќе се реализираат финансите? Во 2025 или дел во 2026 или 2027? Дали за тоа е владата виновна? Дали средствата се завршуваат во општините за реализација на капитални проекти? Па реално не јас во Стамбена улица и тротоар. Сега ќе го спомнам. Не е само. Ова е се извинувам, сервисна улица. Не е ни Стамбен. Тоа го имам видено. Чек. Еве граѓаните нека демонтираат. Значи вака. Да го вклучиме и ние во дебатата, да не ми ја. Значи во Кисела вода првиот лот градиме доградба на основно училиште. Тоа значи да учениците таму учат во прва смена. Тоа ќе значи обврска на Министерството за образование. Без разлика. Како без разлика? Како не беше обврска во време на Социјалдемократскиот сојуз? Кога беше на власт, кога ресорните министерства, затоа ви велам, тука малце ги ради пијат. Ајде не не се слагам со
така да потврдам дека од првиот лот ние добивме ни следува фактички до број на жители, значи 2,7 милиона евра. Ние носевме проекти и сите тие проекти добија зелено светло, така што имаше значи јавно надавање за тие проекти, се избирани оператори и веќе сме во фаза каде што за сите проекти сме почнале. Практично веќе сме во терен со тие проекти. Другово, исто така не е само улици, сервисни, главни, како што кажавте, еве ние на пример во вториот лот имаме 2 нови градинки од прилика што коштат по 2 милиона евра и тие нормално ние ќе конкурираме во влада, па се демонтира тезата на Социјалдемократскиот сојуз дека улички се правеле со средства. Јас разбирам. Сакам една секунда разберам дека вие како колеги сте коалициони партнери и го аплицираме во влада, после владава ги селектира и сите проекти ги носи кај ресорниве министерства за после од таму да ти одлучиш како човек кој што ја води општината заедно со советот према барањето на граѓаните да градиш улици. Средствата од владата никој не ти насочува во кој сегмент. Важно е да бидат капитални инвестиции и да бидат инвестиции кои што ќе завршат во реализација на проекти за граѓаните. Ако ти одлучиш да реконструираш улици, тоа е твоја одлука, односно одлука на општината, советот, градоначалникот и сите останати кои што одлучувате во постапката. Конкретно во одредена општина ете Висар решил да гради 2 градинки. Колегата од Карпуш решил, мислам дека и тој училиште градинка има таков тип на проекти. Колегата од Центар Исток има катна гаража. Јас ве разбирам, вие сте во длабока и сериозна опозиција како политичка партија и дека морате нешто да направите за да го девалвирате она што значи реализација на проекти кои што сте имале шанса да ги реализирате, ама не сте ги реализирале. Но не ви е правиот начинот. И треба да се консултирате со раководството, да им објасните дека не се улички како што Венко тоа го кажува во јавноста, реализирањето на градинки 2 во Чаир после не знам колку години. Не се улички до градбите на основни училишта во кисела вода или фекална канализација во кисела вода, која што имаат сите премиери пред Мицкоски ветувано, но никој не останал доблесен тоа да го реализира како што сега се прави со поддршка од владата. Да ви одговори, ајде, Па го гледаме се реализира. Нели тоа што го гледаме јавно, дозволете ми да ви одговорам. Разбирам дека нормално коалициони партнери треба да се штитите, но сепак градењето на капиталните инвестиции во детските градинки се под надлежност на ресорно министерство, труд и социјал или сега поново како е социјална политика и демографија. Градењето на болници, колега, е оврска на Министерство за здравство. Градењето на регионални патишта е оврска на јавното предпријатие за државни патишта. Зборувам за што ние како општини во рамки на нашите надлежности, ќе добиеме од очекуваните 500 милиони евра унгарски кредити, за кои што ние веќе плаќаме камата, а реализација има 2,25%. Именно, 2024 има реализација 0, 2025 од сите вкупни средства, 314 милиони, имаме некои си 17 милиони евра. Во тие 17 милиони евра, кои ги поделиме низ општините, и од тоа што имаме можност во медиумите да го гледаме дека се сервисни улици, тротоар, што не велам дека не треба да се гради, а болници нека гради Министерството за здравство. Патишта нека гради. Интересно ми е двојниот аршин кој што го користи колегата Костадинов. Вие до пред година дена бевте власт, така? Апсолутна власт во државата, со сите полуги. Што тоа е? Тоа многу го менува контекстот на кој што тогаш толкувањата ги дававте во јавност и толкувањето денес. До пред една година името ќе го враќавте. Ако ја прашавте вашата сограѓанинка, бившата министерка за труд и социјала, зошто има проблем по градинките и се чекаат на листи по 450, по 500 дечиња, 800 во аеродром, господјата Тренчевска исклучително ја почитувам, истата, но во тој момент ќе кажеше, тоа е обврска на градоначалникот. Нема што Министерството за труд и социјална политика да гради градинка во одредена општина. А сега толкувањето ваше, од позиција на опозиција, треба труд и социјална политика да ја гради градинката, а не да ја гради градоначалникот. Дозволете. Колега, само многу е важно да биде изградена градинка. Ќе ве демантирам, во Струмица се изгради најголемата градинка. Затоа што во Македонија од истата политичка партија. Дозволете ми. Со средства од Светска банка. Добро. А го реализираше дел
и Министерството за труд и социјална политика заради потребите Кој го правеше проектот? Светска банка. Не, проектот кој го правеше? Светска банка. А апликацијата одеше преку Министерство за труд и социјална политика. Само малце. А Проектот потребите, за градба. потребите, Дозволиле, кој ги дава? Само дозволите. Ние влегуваме во постапкање кон одобрение за ама- градба, нормално дека општината ќе И издаде. проектот вие сте го направиле, во ред. сигурно, као општина. Тоа е во ред, Не процедурата е министерството. таа. Па не е Инвестицијата Па е- истото е. Не е исто. Ние правиме проект, ние правиме сите дозволи ги добиваме и после аплицираме Пример во за влада. болница прави и општината проект. Чекај. Сега јас градам за поликлиника правам проект во финална фаза. Тоа не Ке- е ке- обврскано ке ми- Министерство за здравство. Ќе ми дозволите Градинка Коста? не е обврскана Министерство за здравство. Коста, бидејќи Не. и ние преку Светска банка сме добиле една градинка и ја знам точно процедурава која сме поминале. Не министерство. Во однос, ги правише општина Чаир. Така, Сите да. документи што треба и сега да се направат. Истава процедура и нема нешто поразлично од За тоа. проблемите во градинките, кога ја отворивме веќе таа тема, интересно е. Еве, нашата министерка за финансии постојано кажува колку е буџетот ликвиден, колку е убава ситуацијата, колку економијата цвета. Мислам дека нема поддемантирана министерка од почитуваната господја Гордана Димитриевска Кочевска, која што пред една недела каже дека растот на бруто домашниот производ ќе биде одличен со 3,25% раст. За да денеска не излезе Светска банка. Денеска висок представник на Светска банка за Европа и за Азија и вели со овој раст кој што вие го планирате ќе ви требаат 60 години за да го достигнете ниво на европски државјани, односно државјани на Европската Унија. 60 години. И тоа под предпоставка да Европската Унија не мрдне ни чекор напред. Толку околу ситуацијата и ликвидноста на буџетот. Градинките, колега, не знам, можеби не е пример во целата држава, но во Струмица конкретно, вообичаено кога одреден вработен, негувател, воспитач во детска градинка, ќе замине во пензија, таму постои старо финансирање. Или може и да почине некој. И таму постои старо финансирање. Никогаш немало проблем да се добие согласност заради потребите на градинките. Да ние сега имаме ситуација во двете струмички градинки и во сите клонови имаме недостаток од 30 работници кои што треба да ни ги негуваат, да ни ги воспитуваат нашите деца. И стручен кадар нормално. Не зборам за нови вработувања. Зборам за испразните места. Одлично. И фино ни враќа министерство, вика нема согласности. Согласности. Одлично. Сега повторно доаѓаме до истото, а тоа е двојните аршини, кои што ги имаше до пред една година. Што велеа двојните После пред една аршини? година, зошто се враќаме пред Не, ама една? не Ајде да мораме видиме објективно да говориме. Јас и вие не сте и висар градоначалници Нели- 6 месеци. Нели Ние сме баравте власт од 3 луѓето години да направиме нешто подобро од државата? Не, Еве ви ја власта апсолутно. Има неколку позиции. Првенствено Гордана Димитриевска Кочевска, актуелната министерка, да ја споредувате со некој ваш министер или ваш коалиционен партнер е невозможно од повеќе аспекти. Немам намера да ја Алберт Ајнштајн е во најмала рака за било кој од екс-министрите. Значи толку околу Гордана Димитриевска Кочевска. Идеме понатаму. Добро кажавте дека Струмица немала проблем. Точно, Струмица немаше проблем затоа што вие бевте градоначалник од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Прашете ме мене или дали мене некој ме праша дали јас имам проблем во кисела вода. 85 согласности сме барали изминативе години. Знаете колку добивме одобрение? 4. Иста е состојбата, предпоставам и во Чаир, Зборуваме ајде за ќе нови речете согласности. коалиција. За нови согласности. Јас зборувам Збориме за за испразните места, пензионирања, за старо празни финансирање. места, збориме за Тоа е- технички служби. Ние такви согласности не добиваме ниту едно. Па не сме добиле никој. Години на назад. Зборувам за починати луѓе, зборувам за Истото коста. пензионирање. Може да ви доставам документи. Зошто да не ви- ни даваат согласност? Па тоа треба да ја прашате бившата министерка. Затоа што имам ваша, што не даш. Односно министер ваш. Една година сте Дојдете власт, на дој. треба да ја прашам претходната министерка Ајде, зошто не Ганил дава и ја согласност. затварам темава, Ганил. Да. Јас само би сакал, бидејќи сум веќе навлезен во 8-та година како градоначалник и можам најодговорно да компарирам како било и како е. Не без не велам дека тогаш може би бил СДСМ пречка, но бил ДУИ, знаете, поради тоа што ние бевме внатре као еден вид на опоненти и може само за компарација, ја од централна власт за 8 години
сум добил 2 милиона евра комплетно. Значи, кога зборувам пак, бидејќи знам од кај дошле кучнициве, значи заменик премиер Бујар Османи, заменик премиер Артан Груби, Чаир беше казнет со 2 милиона само инвестиции од централна власт. Додека, например, други во општини Тетово, Кичево, каде што владеа струга, беа над 11-12 милиона Така и да повеќе. кажете дека Дуј од централа ве бойкотираше? Не бойкотираше и затоа. А сега, например, има друга Ова формула. од кога престанавте Дуј да бидете? И кога сме биле Дуи, но сме биле внатре еден вид на опозиција. Во огнената група? Без огнената, бидејќи во многу работи не се согласувавме. Огнена група ние го добивме на димакот од председателот на партијава, он која сакаше да не нарече така, иначе ние бевме една група и но сакам да кажувам дека, например, сега има нова методологија и јас ве уверувам, тоа ми го потврдуваат и градоначалници на ДУИ од други партии, зборувам пак за албанскиот блок, пошто повеќе контакти имам таму, каде според оваа методологија, значи, уопшто не се оштетени. Значи, и Арачиново добива, и Студеничани, и Кичево исто проекти, можда по глава на жител, значи сите проекти што ги донеле и средства да ги добиват. И тука компарацијава е многу голема, бидејќи во прошлата власт ние имавме кочница тотално. Значи, пак ви велам, за 8 години 2 милиона евра Чаир со 62, со последниот попис 62.000 народ, само 2 милиона евра, мислам дека е тоа. Колку добивте, како чисто информативно ме интересира, како општина Чаир во однос на 50% бришање на долговите на општините? Колку добивме тогаш? Да. Милиони нешто евра. Плюс тие два, така? Да. Тоа е друго. Ама ја велам само малце. Велам за инвестиции од централна власт. Веројатно и долговите биле направени заради инвестиции. Добро, ама ние, например, ако сме добиле милиони нешто, може би Тетово добила 7-8 милиона. Или Уште други една општини. реченица, само ако дозволите, значи, во однос на бришењето на долгови, јас неколку пати сум го кажал тоа, сметам дека е контрапродуктивно и стимулира, сега има исклучици, домаќини кои што ги водат општините, но во минатото се покажало дека стимулирало дополнително задолжување. Во Кисела Вода бил избришан долг околу 60 милиони денари, јас ја наследив општината со 3,5 милиона евра долг. И само Сега, една реченица само уште, Висар, се извинувам. Она што го спомена и колегата Висар, во овој момент, со начинот на распределба на средства, нема можност некој да биде привилегиран, а некој поради одредена политичка припадност да не добие средства. Ете, Струмица не доби во Струмица првиот не повик, доби затоа што например. аплицираше со проект кој што беше започнат. Извинете, премиерот излезе на пресконференција и вели давам 15 дена рок за Струмица да аплицира со други проекти. Само Струмица беше исклучен. Ама чекајте. Коста, мене ми е искрено жал Сега, што не добивте дозволи. средства. Па, И знаеш, и тогаш и комунициравме и ќе ми беше драго да и во првиот лот добиете средства. Конкретно, се надеваме дека од вториот ќе добиеме, каде бил нема кај да пропустот, бегаме. не знам, но еве Секој сега граѓанин веќе колку добива средства ќе земете можност, сега? околу 437 милиони денари по методологија, така и аплицираме. Над 7 милиона Чекајте. евра е тоа. Па така. Сериозна поддршка за Струмица. Таква Има поддршка не методологија, добила сами Струмица кажам. никогаш. Чекајте прво да ги добиеме. Чекајте прво да ги добиеме, ништо нема да ме изненади. Уште нешто На коментарот сакав да председателот на владата и на демонтирам председателот на колегата, партија ќе го ви на кажеш. колегата Кисела Вода. може само да Нека додам. доврши. Да довршам. Ако Министерката за финансии, за која што вие велите дека е Алберт Ајнштајн, е добра, не е спорно, зошто не дава одговор за поврат на ДДВ 70 милиони денари за јавното предпријатие Струмица Транспорт, прв град на Балканот со целосно електричен јавен превоз, и на струмички компании кои што имаат право на поврат на ДДВ под над 7 до 10-15 милиони денари. Немам информација, ќе ја проверам после завршување на Ама во емисијата и рамки- ќе во ти рамки на одговорам. ЗАС и тоа го отворивме во и име на министерката тогаш кажа дека готово веќе се чека на наод. Министерката за финансии, Во- министерот за култура, министерот за економија и сите министри на чело со председателот на владата наследија целосно девастиран и руиниран систем. Тоа е исто како татко, мајка, баба, дедо да ни остават наследство куќа изгорена, е таква куќа изгорена, оставивте вие и треба се да се реконструира од почеток. Ти си градоначалник, имаше те реализирано со поддршка на владата во минатото и Светска банка, Градинка,
не знам, училиште, предпоставам и така натаму, местна заедница, знае што значи да се среди еден објект. Државата беше целосно руинирана, знаеме што се случуваше изминатите години со владењето на твојата политичка партија, на твои блиски соседи од Струмица, господинот Заев најпрво, па подоцна Ковачевски, Венко беше во тоа време министер за здравство, знаеме каква е состојбата во која што се остави државата. Сега, сите оние кои што има нула капитални инвестиции, нула реализација, нула помош за и поддршка за општините, освен исклучоците каде што градоначалникот бил миленичен на власта, односно бил од редовите на Социјалдемократскиот сојуз. Два пати се сликате со проектот Бехтел НК за коридорите 8 и 10 за нешто за кое што ама на траса која што се работи. А претходно СДС купуваше 20 пати лопати. Два пати одите на најкритикуваниот проект од ваша страна. Не критикувам, проектот е во реализација. Благодарам што ја поздравувате и претходната влада. СДС за тој проект единствено купи неколку пара лопати кои што ги сликаше така било, онака било. Дајте што правите сега. Никако не било. На што правите сега? Како влада ќе споменам пред мене. Не навлегувам во СДС беше 4 години власт, централна, локална. Во кисела вода. Шајка Незакова градоначалникот пред мене. И се не треба да го споменеме тоа. Без разлика. Ама пред мене кажувам, морам да ги кажам ја фактите како треба да одиме на реклами, га ни увараш избор. Да, околу само Кусо и одиме на реклами. Околу долговите, тогаш и во тоа време Чаир беше една од општини што најмалци имаше долг, бидејќи тековен милион евра. Не. И сега, на пример, денешниот долг на Чаир е 600.000 евра, што испаѓа по 590 денари по глава на жител. Така што, на вистина, тогаш тој проект е донесен и им помогна многу на Тетово, Битола и Охрид, кои беа во големи долгови. Кои беа градоначалниците, тоа мора да поменеме, мислам. Не, Битола, ја мислам дека од СДС беше. Охрид. Тетово беше Дуи и Охрид беше СДС. На сите општини 50% од долг, така? Тама, пак ви велам, тие беа целосно блокирани и не може да функционираат овие три града. Дали е добро да се помогне на општина што не може да функционира од страна на влада? Иначе, на пример, на нас општини што имавме малку долг, зошто одредена општина се соочува со проблеми, ако не заборав, тоа за граѓаните се ако односи. не сум заборавил, Велес немаше нула долг и така испадна да он да не добива ништо од средства. средства. По други основи, програми на ресорни министерства добива, а сега имаме ситуација да ние имаме одобрени проекти, одобрени финансирање, конкретно за атмосферска канализација во населено место Муртино, 60 милиони денари. Нема се што треба да направи владата е да распише тендер. Во најголемото село во Струмица во Банско имаме одобрен, направен од општината, одобрен во рамки на програмата на Министерството за животна средина, за филтер станица за питка вода во најголемото село во Струмица. Се е одобрено финансирање, треба да се распише тендер, нема. Мислам дека се распише, не сте. Еве, и да не ни дават на Струмица ниту 1 цент од унгарските средства, се што барам од владата, ја замолувам за веќе започнатиот партнерски проект Патот А4, Струмица Кондабиле, 10 експроприации да си ги решат. За 5 има одлуки на влада, за 5 нема. Уште 5, замолувам, вие сте исто така и во дел од владеачката коалиција, која што е на власт, замолете ги да донесат одлука за 5 експроприации за да можат изведувачите да почнат со работа. Јас верувам дека ќе ги решат и експроприациите, а исто така верувам дека тие околу 7 милиона евра кои што владата ќе ги додели на Струмица, каде што премиер имаше во минатото, а толку инвестиции немаше кога премиерот беше од Струмица, во местото каде што израснал, каде што живеел и се уште живее, дека ќе бидат реализирани проекти, но повторно ќе споменам, верувам дека исто така проектите што ќе бидат аплицирани, што ќе ги изберете вие, Советот и сите останати, пари земени на грбот на граѓаните за кои што јас, ти и сите останати граѓани во Република Македонија плаќаат рата и камата. 4 пати пробуваш да ги релативизираш тези. Битно е што рамномерно завршуваат кај граѓаните. Ете така. Каде завршува во минатото? Во моментот ние плаќаме за вас и рата и камата, за сите. Еве здесь кој што на вас кисела вода нула. Сега во моментот струмичани плаќаат камата за пиар на владата. Не бил. И за тоа сега ќе добиеме средството, мора да ни дадат средства. Тоа се наши средства. Средства на граѓаните. Пауза за реклами. Продолжуваме со дебатата во 24 анализа. Висар Ганију, Костадин Костадинов, Урца Георгиевски, мои вечерашни гости.
Сите имавте вонредни инспекции. По катастрофата што се случи во Кујчани, резултатите од сите вонредни инспекции излегоа дека се, ајде да не употребам, ама катастрофални во блага форма кажани, инаку беа и полоши. Во однос на угостителски објекти, во однос и на згради на домување, хидранти и така натаму. Георгиевски до каде се прилагодувањата за кои што премиерот Мицковски кажа дека ако треба и 3 години ќе бидат дадени на дел од угостителите да се прилагодат. Значи, да не навлегувам во минатото, состојбите затекнати, на сите ни е јасно дека тоа се состојби кои што 30 години на таков начин за жал функционираат во нашето општество. И за жал мораше да на не се случи толеранција тоа бил што не се случи. да не многу висок, туку превисок и се дозволувало практично да дојдеме до состојба да една таква страшна трагедија која што ни се случи не освести сите дека мораме да од некаде да почнеме на таков начин да се делува и да се функционира. Најпрво целта наша беше и тоа како ЗЕЛС го искоординиравме со колегите и сите се согласија да се остави кај граѓаните, односно да се потрудиме да ги осигураме граѓаните дека нивните најблиски се во безбедни објекти. И првата фаза на нашите проверки беа токму училиштата, градинките, културни домови и сите објекти од јавен карактер, каде спортски сали каде што се собираат граѓаните. Во тој дел, конкретно за мојата општина, можам да кажам дека состојбата е веќе стабилна, немаме никаков проблем, никаков недостаток. Вториот дел, колективот, односно колективното домување. По темелните проверки, повторно ќе кажам, во мојата општина беше констатирано дека во дел од новите згради нема црева за хидрант. Точно, недостасуваат црева и тоа се проблеми од технички карактер за кои што си добија налог куќните совети, оние кои што ги водат практично советот на станари, да си ги обезбедат истите. Им оставивме рок и мислам дека во најголем дел веќе си ја завршија својата обврска. Проблем беше кај постарите згради, градени пред и после земјотресот. Има неколку згради во Кисела Вода кои што се пред земјотресот, неколку се после земјотресот во тој дел, во тој блок во 11 октомври згради. Таму интервенираме ние како општина, односно донесовме одлука на совет, бидејќи и генерално повозрасно население живее. Хидранска мрежа да поставите во еден објект не е ефтина варијанта и ефтина потреба, така да воведовме мерка за субвенција на хидранска мрежа и веќе почнаа да аплицираат и во наредниот период да го реализираме. Јас целта ми е до крајот на мојот мандат да нема зграда и да нема јавен објект каде што ќе имаме проблем од таков тип какви што имале во минатото. Дополнително за угостителските објекти. Тука е најголемата драма период. Кај нас во Скопје знае и колегата Висар дека многу се мали ингеренциите и надлежностите во кои што ние постапуваме. Тука поголем удел има, односно генерално градот Скопје е тој кој што одлучува во однос на терасите, во однос на бавчите, уредувањето на истите и така натаму. Да. И тука знам дека веќе се прават контроли. Она што ние, јас на територија на мојата општина, например, различно е во Скопје, не можете вие да ги споредите Ѓорче, Кисела Вода и центар, затоа што кај колегата Герасимовски, например, знаеме дека најголем дел од локалите се сконцентрирани токму во централното градско подрачје, а во Кисела Вода имаме 15 до 20 такви објекти. Она што ние го направивме со нашата инспекција, не да бидеме неми наблюдувачи во процесот, заедно со пазарната инспекција и заедно со дирекцијата за заштита и спасување, веќе се направија обиколки по сите објекти и проверки на истите и имаат задолженија добиено како треба да постапат сопствениците. Јас повторно ќе кажам, ние во овој процес не смееме сепак да згаснеме една цела дејност. И треба да оставиме простор и време за да се адаптираат сопствениците. Тоа не значи да биде во недоглед, тоа не значи дека некој треба да му се дозволи после година дена од денес, кога ќе се подзаборави темата, да продолжи да го прекршува законот, но тоа значи да ние со пресекување не згаснеме една цела индустрија, една цела гранка. Нема да уриват.
се нема да уриваме. Не може и да се дозволи пак и толеранција, затоа што имаме ние случаи во Скопје каде што има узурпирано јавни површини како паркови. И тоа нема да се толерира. Зборам за оние кои што имаат ситни недостатоци. Не зборам за оние кои што целосно на диво функционираат. Вие имате во централно градско подрачје на Скопје по никаков стандард поставен објект, речи си на плоштад. Спротивно, во никаков правилник не можете него да го поврзете. Знаеме дека правилниците дозволуваат само стубови да нема. Од страната со анкери да биде поставена одредена тенда, која што тенда ќе биде од соодветен материјал и така натаму и така натаму. Ние имаме примери каде што по никој основ и по никаков исклучок од правилникот има објекти кои што функционираат. Костадинов, каква е состојбата на Струмица? На почеток морам да кажем дека секојдневието наше не е исто до трагедијата во Кочани и од следниот ден. Јас нема да навлегувам во спецификите на општините други и постапувањето на колегите, немам намера тоа да го правам, но имам и како потреба да кажам пред граѓаните што ние превземаме. Прво, сите јавни институции се направени проверки, дополнително направени се проверки и со инспекторот за заштита и спасување, кој што од експертска перспектива би рекол ни дава насоки на во кој дел да постапуваме. Зборам за поситни технички зафати во однос на јавните институции. Направени се 24 вонредни надзори на угостителските објекти до сега и спецификата ни каже ова е прв координиран настап во ваква форма во рамки на општинските инспектори. Констатирани се недостатоци, има рокови. Јас сум благодарен на угостителите кои постапија, сами ги тргнаа одредени неправилности и секако да имаме намера, некаде согласно роковите по управна постапка, до средина на јуни, доколку не се отстранат, ќе постапиме административно, односно со рушење. Сметам дека најмалку што може да направиме во знак на барем во сочувство и емпатија и разбирање дека мораме да се промениме. Ако ние не го направиме тој чекор, никој после нас нема да го направи. Даниил? Да, јас би се сложувал со моите колеги, значи во овој дел првин треба да изразам сочувство до сите семејства и овој настане погоди, но истовремено иако сме биле, што се вика, спремни, бидејќи јавни објекти секогаш наша општина ги мониторирал и 2 пати годишно сме и ги тестирале сите тие противпожарни апарати и сите други средства дали функционираат, но дури општина Чаир тогаш, иако што не е под наша ингеренција, значи пожарникарството, значи е под градот Скопје, но ние тогаш набавувавме и бидејќи основавме едно доброволно друштво за пожарникари и купивме и товарно возило против пожарно, за да го имаме наше као општина, но исто така и подвижни скали 24 метри. На овој настан, значи на виделина ни искочија многу недостатоци, што навистина Трулоста на системот излеза да, на виделина. и мислам дека во овој дел треба сите да инвестираме. Сега ние ги направивме сите овие инспекциски надзорни проверки, но навистина мислам дека еве и ЗЕЛЦ покрена, значи за унифицирање на Постапувањата? И законот да биде унифициран, значи за поставување на тераси и други вид на доградби, каде што колега Ворд се зборуваше дека не може да ги најдеме во ниеден правилник и во иднина може, например, навистина да прават голема штета и да доаѓат и до да загубиме човечки животи. Така што Каква е бројката на објекти кај вас што не ги исполнуваат? Кај колективните згради, например, имаме истиве проблеми. Хидрантиве ги крадат, ги нема. Во техничкава документација која ги пуштиле зградиве, све стојат во записник ДКС, таму на лице месте,
место не се. И значи ние дадовме еден рок самите себе си као општина во рок од 3 месеци, значи овие што можат да се купуваат и што не се средства големи, значи и дранти и другиве, значи да ги поставуваат, ако не ќе почнуваме, значи Што е со угостителските објекти? Па како што кажа, значи Ќе го унифицирате правилно. Ќе го унифицираме правилникот и многу од ингеренциите не се под наша ингеренција, него под градот Скопје. Во Скопје малку е покомплицирано околу надлежностите, но исто така момент кој што сите заеднички го апсолвиравме во моментите во Зелс, кога разговаравме на оваа тема на неколку управни одбори поред, беше генерално најпрво што никој од општините нема исти правилник кој што го има донесено на Советот. И затоа говоревме ние за една форма стандардизирана во која што во целата држава практично еден правилник ќе го направиме да биде за сите општини, тоа е првенствено, дополнително. Де факто ние имаме, како и за многу други прашања, недостатоци во однос на законската регулатива на кој што ќе треба да се насочиме во наредниот период да ги извршиме тие. Закон за градење? Па и законот за градење тука, но и други има членови кои што треба да ги менуваме во наредниот период. Сепак да најдеме еден модус во кој што од една страна нема да има толеранција како што имало во минатото, ќе доведеме до стандарди кои што ќе значат безбедност за нашите најдраги пред се, за нашето обкружување, за сите кои што ги познаваме и со кои што во моментов од кои што сме добиле шанса да водиме одредена институција, општина во случајот, но сепак во тоа ќе се остави и простор да секој се прилагоди. И како што кажа колегата Костадинов, да се согласиме за прв пат вечерва, не може тоа вечно да се толерира. Ако се остави простор еден месец или 2 месеци, тогаш не е проблемот веќе до нас. И тука не треба никој да замери што ќе се влезе во постапка во која што ќе се отстрануваат сите објекти. Тоа го најавивме и од тоа отстапка нема да има. На крајот на денот многу е поважно било да е дете или кој да е наш сограѓанин да биде безбеден, отколку некој да продолжи да функционира и да биде толериран како што бил 30 на година. Костадинов? Сметам дека прво треба да се почне од измени на законот за градење или од донесување на комплетно нов закон за градење, без разлика. Па ама видете, унифицираниот правилник, дури и неунифицираниот правилник, црпи податоци од законот за градење. Затоа тука да немаме дилеми. Евентуален нов правилник, лично сега зборувам, не во името на сите колеги, би го прифатил само ако е построг од претходниот. Нов закон за градење би прифатил исклучиво ако е построг од постоечкиот. Нов правилник, ова го кажувам пред се како порака до граѓанството. Правилникот сам по себе не може да толерира нешто кое што инспекторот во записник го третира како градба. Тоа се знае што се прави. Тука да бидеме најасни. Добра е иницијативата за стандардизиран правилник, но сепак нели црпиме информација од законот за градење. Ганију, како го коментирате новиот закон за локална самоуправа, утре влегува во собрание, помина во влада, конечно ќе има начин да се отповика градоначалник, распишување на референдум за отповикување на градоначалник, доколку 20% од граѓаните во општината побараат предлог за негова разрешување. Па ја мислам дека се зголемува од течност значи од честноста. Да, према граѓаниве, мислам дека гласот на граѓанинот добива повише во важност, но исто така мислам дека со овој предлог, новиот закон, ќе бидат градоначалниците или локалната самоуправа треба да биде значи потранспарентна и поотворена, поодговорна кон граѓаните. Ама бидејќи ние немаме никое славно минато искуство со референдуми, колку е тоа па можеби меч со две острици ако на вашата партија или коалиција престанете да ја одите, да ги исполнувате условно нарачките, па речат да ве менува? Па ја мислам дека тоа би било нешто многу ниско да се доаѓа до тоа, но на вистина дека не сме видели. Да. Но национално ниво. Да.
Но навистина ипак и вака да има голема власт еден градоначалник, што не му одговора на никој. Имаме случаеви, сега да не навлагам тука, бидејќи не сакам да го злоупотребувам времето во вашиот простор овде, но го гледаме Скопје како функционира. И навистина не би било убаво, бидејќи не само што ги губиме 4 години, него и 4 назад ги враќаме. Значи, еден мандат, што се вика, би значило во бројка 8 години губење за нашиве сограѓани, што те гласале. Затоа треба да има одговорност и јас целосно се служувам во ова. Исто така, има низа други предлози, но еден од тие што навистина и во прошлава власт го отваравме и сега можеби дојде времето и да го гласаме утре ако се помине. Утре на комисија, тука ќе оди на пленар. Но ова што се вика локална полиција, комунална полиција за нас е многу битна, бидејќи мислам дека ќе го степенот на одговорност и осигурување дека и граѓаниве ќе биде многу поголем. Па со оглед на тоа како изгледаат општините и од ѓубре и од тревани искусена, барем јас во мојата каде што живеам, можам да кажам дека апсолутно нешто итно мора да се превземе. Исто, ако ми дозволите, Душице, исто би сакал тука да го гласам дека не само во ваша општина, истото ни се случува и во Чаир. И сега ние кубуриме преку ангажирање на други фирми за косење, за собирање на смет и така натака, но еден податок што не ми е јасен, например, кај прошлиот директор и прошлиот директор, општина Чаир, например, броеше 530 континери по записници што ги имала самото предпријатие и ние одлучивме јас лично со кола да искочам со моите надлежни да ги бројам низ целиот Чаир, сега бројот е смален на 320 континери. Што е целта, ја не знам. Значи, добро, ние имаме и змии во аеродром, пред една недела ни излезе змија. Наместо Чаир, например, има уште е општина со територија многу мала, но со голема густина и верувајте, и тие континери не беа доволно 530 да се смал на 320. Не ми е јасно. Ке ви оставам, Георгиевски, знам дека сакате многу за законот да зборувате. Мислам дека од опозицијата досега барем јас не видов став. Ниту од градоначалникот опозиција, ниту од партијата. За одредени моменти кои што ги начнавме од законот за отповикување на градоначалник, начинот како ќе биде отповикан, треба да има уште поширока дебата. Например, да слушаме експерти, да прашаме, особено важно, да видиме што мислат Државниот инспекторат за локална самоуправа кој што ќе треба да постапува по тој закон. На крајот на денот да видиме што мислат и граѓаните. Следствено на поширокото мислење, така и ќе ги носиме одлуките. Неспорно е да има опција за разрешување. Јас нема да говорам многу за Скопје, знам дека имате различни специфики, различни проблеми, различно е во другите општини, пример во Струмица или Штип или други градови во државата. Но да го видиме, да го прочитаме, знам дека денеска влегува во собрање. Утре на комисија. Утре на комисија, да видиме, нека има поширока дебата. Уште една тема, вон ова што го дискутираме, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, пратеничката група, поднесува и предлог закон за поддршка на загинатите и повредените од пожарот во Кочани и на семејствата. И се надам дека и тоа ќе добие консензуална поддршка од сите пратеници во македонскиот парламент. Георгиевски? Ако на нешто сум горд како председател на ЗЕЛС изминативе 2 години, мислам дека и 2-3 месеци, како што ете сум со поддршка на колегите назначен за председател на ЗЕЛС, тоа е пред се законот за локална самоуправа. На самите почетоци, кога почнавме особено за комуналната полиција да говориме, сите беа скептици на некој начин, но најмногу беа новинарите и јавноста, мислејќи дали ќе стигнеме ние до фаза да биде предадено до собрание до пред изборите. Јас одговорно уште од самиот почеток кажав дека нашите заложби ќе бидат до завршување на нашите мандати, конечно се стави точка и она за што се говори да бидеме јасни, измени во законот за локална самоуправа од ваков тип не се барани и не е ништо ново денес што се случува и за прв пат.
За такво нешто се говорело години назад и за комунална полиција дека недостасува многу земји европски развиени, тоа во општини функционира перфектно, многу ќе помогне за општините, но и за тоа дека во Република Македонија единствен кој што со овој закон промените бил доведен во позиција да не може да го промени оној кој што го гласа и кој што го назначува на позиција, бил градоначалникот. Тргнавме од себе си, ние знаеме дека нема се да биде... Од себе си или од Арсовска, од каде тргнав? Па и од себе си. Јас, како градоначалник, со овие измени на законот, истото ќе важи и ќе се однесува на мене. Истото ќе се однесува и на колегата Висар, и на колегата Коста и останатите. Во минатото таква можност немало. Може би иницијалната каписла беше нефункционалноста на градоначалничката на градот Скопје, но јас често пати говорам во кисела вода, јас изминативе 3,5 години решавам водоводна мрежа, фекална канализација, атмосферска канализација. Решава список од 350 деца кои што чекаат да бидат примени во градинките. Ако постоеле вакви можности, секој кој што влегувал во општината немало да размислува единствено на комодитетот пред мене во општината, туку ќе размислува за тоа дека ако не испорача она кој што го ветил пред граѓаните за истото му дале поддршка, има начин да биде променет. Тоа недостасуваше, односно моментот на отчетност што го спомена колегата Висар Ганиев. За состојбите во Скопје можеме 3 емисии да направиме и тука колегата непријатно е од друг град да говориме, но одат избори, ќе оди кампања, ќе видиме кој ќе биде кандидат. Сакам еден момент да го потенцирам во јавноста. Состојбата што е спомена околу комуналната хигиена е секаде иста и добро позната. Во последниот период, во кисела вода можам да наведам случаеви кои што кореспондираат со она што и колегата Ганиу го спомена, дека недостасуваат и свесно се отстрануваат контейнери само за да се предизвика дополнително отпад да има околу позициите на микролокациите. Јас апсолутно тврдам дека свесно го прави тоа директорот на комунална хигиена во поддршка на Арсовска. Арсовска заврши со политиката. Она што го прави во моментот се обиди да предизвика штета на сите градоначалници во градот Скопје, но не сваќа дека со тоа предизвикува штета на граѓаните. Ке зборуваме, има кампања. Може само да многу завршуваме. Позитивен момент. Добро. Околу законот, предлог законот за локална самоуправа. Предпоставувам и соработката со Министерството за локална самоуправа, која што многу е битно што овој предлог закон беше представен во ЗЕЛС, исто така имаше циркуларно писмо до сите градоначалници и битно е што имаме консензус комплетен од сите градоначалници. И во многу општини и министерот за локална самоуправа. И затоа имавме и неколку јавни дебати и тоа е многу убаво што позиција опозиција заедно сме во двотретинскиот законот. Ке имате двотретин? Јас верувам дека ќе има поддршка општо прифатена овој закон. Ке гласа опозиција? Не знаеме дали ќе гласа. Нели само што влегува во собрание. Утре ќе се отвори на комисија. Не можам да зборам од име на пратеник кој што има легитимно право да гласа или да не гласа. Не бидејќи бил презентиран градоначалник сте, имате детали. Секој пратеник одлучува согласно своето сопствено поведување. Ганиу, вие веќе никако сте фиксен дека вашето име излеза, ќе бидете ли кандидат за градоначалник на Вреди во Чаир? Јас ќе бидам, мислам Вреди ќе има кандидат во Чаир и во сите други општини, значи каде што имаме потенцијал да победуваме, така што можеби и во јавност е искочило моето име, но ви тврдам дека првин ќе се направат значи мерења и истражувања околу Јас и вие знаеме дека вие сте веќе фиксен. Не би рекол така и јас не би сакал да бидам фиксен ако не имам поддршката од граѓаните. Затоа е многу битно да Вреди или Влен во овој момент да искочи со кандидат што ќе победува и тоа би го сакал. Не под секоја цена да бидам ја кандидатот. Се плашите од евентуалната кандидатура на Бујар Османи во Чаир? Како против кандидат? Ни малку. Ја ако бидам кандидат за градоначалник на Чаир, би сакал да биде Бујар Османи против кандидат. Костадинов, првата тура градоначалници која што неофицијално ја објави телевизија 24 од СДСМ, вие не бевте во фиксните, односно фаворитите на
на лидерот. Беше кажано според информациите на телевизија 24 дека ќе се следат анкетите, а според информациите во тие анкети за сега, барем според неофицијалните информации, сте во сериозно водство. До каде е ситуацијата во Струмица? Дали ќе бидете, вие во едно интервју кажавте дека ќе бидете кандидат за градоначалник на Струмица, но дали ќе бидете кандидат за градоначалник на Струмица, поддржувате да сам? Видете, не само во Струмица, никаде уште немаме објавено кандидат во текст внатропартиските процедури. Потребни се истражувања на мислењето на граѓаните и секако е отворено доколку некој стои подобро од мене, честно е да се поддржи. Јас со сите проекти кои што ги имаме реализирани, јас и мојот тим, благодарам на граѓаните за силната поддршка која што ми ја даваат во текот на мојот мандат, така да сакам да продолжам со истото темпо во наредниот период. Дали има некое поместување од последната изјава очекувам поддршка од мојата партија? Апсолутно очекувам поддршка од мојата партија. И очекувате дека вие ќе бидете кандидатот? Да. Најинтересната битка периодов за Скопје, вие и Перински, се надзира ли крајот? До каде е таа битка? Јас сум, прво мојата амбиција е добро позната, не од вчера, не од денес. И на Перински е исто така добро позната? Наназад, сум силно фокусиран да ги дореализирам проектите во мојата општина. Имаме доста голем број на проекти кои што ги реализираме и доправа ги почнуваме да реализираме во наредниот период. Нашата политичка партија, како и останатите, прави сондажа на јавното мислење, постојано има анкети, силно ме мотивира постојаната и огромна поддршка од страна на граѓаните кои што ја добивам, не само од мојата општина, туку од останатите општини, од Чаир, од Бутел, од Ѓорче, Гази, Баба и останатите, така да верувам дека нашата политичка партија и председателот на партијата ќе донесат одлука во која што ВМРО ДПМН ќе победи со свој кандидат, а лично ако ме прашате, јас мислам дека од она што го добивам, пулсот на јавноста, јас верувам во тоа дека јас имам еден од подобрите рейтинзи од нашата политичка партија. Кој ќе биде на крајот на денот кандидат од нашата партија, верувам дека ќе биде и победник за изборите за град Скопје и то победник во прв круг, затоа што на Скопје навистина му требаат промени и верувам дека нашата одлука партиска ќе значи решение кое што ќе значи промени за градот Скопје и подобро утре за нашите граѓани. Ако застане Мицковски зад Перински, ќе го саботирате или ќе му помогнете? Никогаш. Јас сум душица од 14 години член на ВМРО ДПМН. Ако дозволите уште една реченица, јас израснав во мојата политичка партија и никогаш ниту сум помислил, ниту размислувам за опција која што е различна од ВМРО ДПМН и јас сум го изјавил тоа и на други гостувања. Ако било кој претендент за кандидат има 0,01% предност поголема од мојата во однос на јавните анкети, јас ќе бидам првиот кој што ќе му даде поддршка. Сите групно предвремени парламентарни избори очекувате ли заедно со локалните, Ганил? Не очекуваме, бидејќи имаме стабилна власт. Да. Костадинов, вие не се прашувате многу, мислам како сода сама, меѓутоа имаат мнозинство владината коалиција, така да ако одлучат да има избори, се да се спремни. По сите анкети, поддршката која што има председателот на владата, нас ако збориме како политичка партија не одговараат и предвремени парламентарни избори, но тоа го споменав и на почетокот на емисијата, има проекти кои што треба да се реализираат, имаме стабилно мнозинство и апсолутна поддршка од граѓаните, така да мислам дека не се потребни предвремени. Очекувам за 2-3 месеци кога ќе почне кампањата, дека повторно ќе се видиме во ова студио, секако секој со својот против кандидат, доколку вие добиете поддршката од вашите партии. Јас ви благодарам што вечерва бевте дел од 24 анализи. Благодарам. Не беше чест. Почитувани, ви благодарам на вниманието.